Драги мои, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Местото каде што познатите отвораат душата, ние ќе се обојдеме да го извлечеме од душата на еден од најпознатите, можеби и најпознатиот, веројатно, а и сигурно најнаградуваниот композитор во Македонија, човекот кој има напишано стотици, да не речам, илјадници песни. Така е, илјадници песни, човекот кој учествувал на сите можни фестивали, не само што учествувал, туку ги освојувал првите места, човекот кој ја однел Македонија неколку пати на Евровизија, неговите песни да представуваат, едноставно треба ли повеќе нешто да се каже, ако кажам господинот Григор Копров, гостин во ова наше издание. Копров, драго ми е што се гледаме токму во македонскиот Бисер Охрид во ова опуштено летно издание на мојот подкаст. Прво што сакам да те прашам, паралела меѓу она и ова време. Се изгубија ли оние вредности кои некогаш беа вредности, а денеска се чиста комерцијала или некој велат дури не може се нарече ни музика? Што е тоа што недостасува во денешната музика? Мислам дека тоа време на вистина имаше луѓе со музички дигнитет. Имаше луѓе на кого, ево јас, ќе спомнам некој, еден Бранчовица, еден Драган Джаконовски, Шпато, Джамбазо. И сето тоа се водеше на критериумот за да оди во Македонско радио. Имаше комисија која ги одобруваше композициите од секој и од јазикот наш, и од мелодиската линија, и како е тоа isproducirano, и имаше критериум. Нешто оди, нешто можеш. Значи имаше висок критериум и што се пушта на као зборувам сега за македонската радио, телевизија. Зашто се изгубија критериум? Кај исчезна? Не можам и јас тоа да си го објаснам, а од друга страна, као и се бар, мора да имаме некои еволутивни процеси, и во музиката. Имам, мислам, едно... Дека дееволуција да се случи обратно. Ето, баш тоа, дека имаме некои ретроградни процеси во смисла, го имаме најдобриот фолк. На ниеден од помладите автори не им е тоа инспирација да направат композиција, да го искористат она што го имаат свое. Све сега слушаш ти турцизми во песмите, арапски, што ја знам, тамо Техеран го ставил. Техеран и сега тоа е еден тотален невкус. Затоа што музиката, поред тоа што е една голема емоција и естетика голема. Ако едно со друго, тогаш не функционира, не е тоа што треба да биде. За Копров била музиката е и инспирација, и уметност, и естетика, ама и бизнис. Колку е музиката бизнисот кој може да биде шоу бизнис во Македонија? Значи, најискрено го кажам, ако јас од многу одана сум сватил дека од музиката не можам да живеам, ако и со 1000+ композиции не поминувам јас повеќе од 9-10 000 евра на крај, шо ке правам ја година дена со 9, то ти доаѓа по 500 евра. Така да, од музиката во Македонија не може да се живее. Не барем како автор. Како автор, не зборувам како изведувач. Добро, кариерата ти е долга, 50-60 години. Имаше ли момент која од човек кој тргна да се проби оваквото, момент кој беше пресвртница да Копров избие на површина, односно меѓу врво? Скопски или некој фестивал е, што ли е? Не, во генерално, јас секогаш светските збујнувања во музиката и сега ги пратам.
Затоа што мислам дека нашата музика треба да е во секој смисол да ја приближиме до светската музика, што не е случај се. Не е случај, тоа ми беше поттик. Во тоа време, да слушаш Брайан Амар, да слушаш Род Стюарт и да не кажам сите, да не ги спомнувам сите светски имиња. Се изгуби мелодиската линија. Дали во светската музика е денес така? Нема ли такви звезди? Има. Токму тоа сакам да кажам. Значи, и продукцијски, и аранжерски, и мелодиски, и како го сакаш. Се случуваат, може би, ако не се заглобиш, значи да со внимание да слушаш, може би нема да го видиш, али ако внимателно слушаш, ќе видиш дека и продукцијски, и аранжерски оди напред. Колку технологијата помага, а колку инспирацијата е пресудна. Денес вика компонираат на компјутер, така, на тастатура. Никој не компонира на клавир и на гитара. Ама тоа се слуша и во ефтино звучи, изфорсирано. На моменти гледаш дека ферцерува. И во тој дел имавме музички новинари кои едноставно го следеа тоа и даваја не критизерски, него критички, имаше критички осват. Денес го нема. Кажи ми, зошто имаме поплава од музички звезди од соседство, особено од соседството, од регионот, и од Хрватска, и од Србија, и од Босна во Македонија, а нашиве никогаш Табановци не успеа да го поминат. Не барем во тој обим. Секоја чест на некои светли точки, ама тоа се искрички. Премало. И тоа е жалост. Што е проблемот? Зошто? Јазикот ли е бариерата само? Не, ма како? Прво е извини, јас ќе дам еден пример. Тоше Проески со првиот или првиот и вториот албум, не знам, на кој имаше песни само од тебе и од покојниот Кире Костов, успеа да наполни неколку сали во Белград и тоа песни само на македонски. Така е. Еве еден пример. Значи, сепак квалитетната песма, добрата песна, добрата мелодија и тоа со добар аранжман и сето. Кире беше голем професионалец. Значи, тоа сега на пет не можеш да чуеш хит. Ама и од србите и од хрватите немаме не знам какви, не сите. А поплава е од нивните. Немаме ли добар менеджмент, лошо ли го менеджираме тоа, кај е проблемот? Во медиумите, во државата, во што е? Ако ти мене сега со една споредба, има сега да речеме во болница овде во дека треба да се оперираат 10 души, него хирургов, него пратиш мене, шо ќе биде? 10 ќе поđеш. Как се разбираме споредбата? Од 10 пациенти 10 мртви ќе има. Значи имаме луѓе кои се занимаваат со овој што ги убила мечка по уво. Дуло не, тоа Па тоа сакам да кажам. Так. Што мислиш, тоа е побитно? Дали публиката го диктира пазарот или медиумите се тие кои треба да ги... Медиумите се тие. Ти треба да препознаеш. Тој што седи во радиото сега, повеќе имаш компјутерски, сега компјутери оди, не треба да седи, може 3 сати да биде вон радиото и да пушта музика. Не откриваме, не знаеме да препознаеме, имам такво чувство, нешто што е добро и нешто што е лошо. Кај е проблемот? Културолошки или е проблемот? Политички или е проблемот? Не, мислам дека политички не. Добро, луѓе на функции доаѓаат со партиска книжка, со овој пријателски, не знам, бизнис и така. Јас немам тоа, немам чувство. Мислам дека политиката не се меша во музиката. Меѓутоа, треба да имаме еден изграден став. Треба да
да нашето што ни е автентично да биде присутно. Но тоа не значи дека сум заговорник да не се пушта странска музика или од соседните држави. Се што е добро, али сега прашањето кој ќе го препознае што е добро. Тука имаме проблем. Имаат ли проблем медиумите? Гледаме во прайм тајм турски серии, гледаме дебатни емисии, не гледаме музички емисии, топ-листи како порано не гледаме домашна продукција. Ја имам чувство дека и нашите медиуми и ТВ канали као да животара. Во која смисла нема доволно, не сме големи ние да има да можат спонзори да најдат, да можат да едноставно мислам, имам чувство, не сум сигурен во тоа, дека и телевизиите наши преживуваат. Зошто не може да направиме собствено Звезда Гранда, никогаш никад не е касно и тие такви? Зошто немаме своји такви продукти? Кошта тоа. Добарите. Кошта. Да го направиш, тоа треба се има цена. Тоа е тоа. Се има цена. Македонија нема таков сенс за тој тип на бизнис. И тоа може и пари да се прават. Гледам дека еден Джеко Митрош прави и пари од тоа, не е само дека не е само дека вложува. Али тоа е тоа, нема. Ти си бил во контакт, си пријател со познати банкари, познати бизнисмени. Некојаш сте паднале на муаве дека е добро да вложат. Ево еден мој добар другар. Јас го правам што викаме ние во Македонија на мускули Охридски фестивал. И ако не се некој мој лични пријател. Другите немаат уво за тоа. Немаат уво за тоа. И еден ми вика вака, слушај, ке ти дам ја тебе пари за фестивалот, ти да правиш, да заработуваш. И ја му викам вака, слушај, пријател, ајде, дај 90% од парите што ќе останат да ти ги давам тебе. Не можеш да заработиш. Нема заработка, така ли? Каква заработка, човек? Ја свој за овие 32 години Охрид фест, Охридски трубадури, а преку 150.000 евра сум дам свој пари. И со тогаш да... Пази, одговорно го тврдиш у камера, ова. Некој велат толку заработил или повеќе? Што? Да може многу лесно да се види тоа. Мене ако не ми се ти, не може... Нема логика да од фестивал да се работи. Тоа е буре без дно. Треба да постојат сепак фестивалите, така ли? Апсолутно. Која е улога тебе според тебе, ако не е само театрално-финансиската страна? Прво е еден фестивал, сметам дека има голема гледаност. Најдобра промоција за млад композитор, за млад текстописец, за млад пеач. Па ти се сеќаваш, Тоше со усни на усни дојде од Охрид, преку ног стана со една песна мега звезда. После беше Сонце во твоите руси коси И све друго. твоите бакнежи и он тој беше звезда. Добро, кога сме кај фестивалите, кажи ми, си бил, си ја представувал со своји песни Евровизија неколку пати, Македонија на Евровизија. Таа Евровизија, оваа Евровизија. Ако направиш паралел, неколку години не одиме на Евровизија. Прашањето ми е, треба или не треба да одиме на Евровизија? И второ, паметам една твоја изјава, си бил гостин кај мене многу пати во разни емисии, кога рече, ако јас отидам на Евровизија, ќе гледам да победам. Отиде со Владо Јаневски за прв пат, не победивме, ама се представивме. Треба да нема или да не нема на Евровизија? Јас ќе кажам следно. Ако една енглеска, која е колевката на поп музиката, и ако еден Сан Ремо Италија учествува, и сега го земам секогаш како пример Енгелберт Кампелин, кој беше светски пеач.
беше предпоследен. Се откажа. Секогаш се последни, предпоследни Ама, обичани. еве вака. Или многу често. Под предпоставка да се сите композиции на Евровизија под еднаков квалитет. Некој ќе е прв, некој ќе е последен. Али ако една манифестација ја гледа преку милиарда луѓе, каде што ќе ми се спомене Македонија, нема разлог да не учествуваме. Тоа е исто како сега фудбалската репрезентација наша се квалификува на Европско првенство и викаме нема пари. Или одбојкарите, или било кој. Тоа е исто. Една манифестација и музичка манифестација е толку голема покрај квалитетот што треба да го има и колку луѓе ќе го видат. Добре, Евровизија е веројатно еден од најгледаните ивенти, може најгледаните. Најгледаните. Ако се сеќаваш, Италија се повлече Сан Ремо, па поново се врати. Еве и некои други се повлекува, па се враќаат. Тоа е голем настан и споредбата ќе се сложиш ми е добра. А коментарите се квалификувале, немаме пари да одиме. Како? Толку пари за да си ја представиш својата држава. Не било секогаш до парите, било до политичкиот однос на нати го дај ми го поени, до не знам LGBT промоцијата на разни. Не, тоа не пиеме. Тоа веруваме ми не пиеме. Тоа е во светот на музиката моментално најафирмативно за секоја држава. Тогаш дали се луди сиве овие други држави што учествуваат? Каква песна Копров треба да пратиме денес на Евровизија? Тоа што си било за тоа време. Еве денес да ти се пружи прилика тебе или не е битно да те прашаат за совет, еве ја те прашувам за совет. Тоа е еден момент. Толку се изменија работите и во музиката да едноставно ти треба да ја приближиш до светските трендови, песната, али пак да има некоја нишка на да мирисе на дома. Да мирисе на дома. Например, 7/8 би било добро. Сега, да не е цитат само, да не направиш народна песна. Да не може да помине. Али, пак ќе кажам, секој представ, ево сега на фестивалот се принц кој не влезе во финале, али подпишаја договор и со Кина, и со Јапан, и со огромни пазари. Огромни пазари. Што е пресудно? Песната, имиджот, сценскиот настап, маркетингот или пакетот? Сите тие елементи мора да бидат на високо ниво. Значи мораш да имаш одлична песма, одличен текст, одличен сценски настап, да тут пејачот да не се тресиш дали ќе пее фалш или не. Тоа се елементи и тоа аранжманот како ќе биде. Како е смиксано тоа, како звучи. Добро, тоа е музички, веројатно и маркетингот е битен. И маркетингот, сигурно. Треба да се представиш, али и без тоа мислам дека има Македонија капацитети да достојно се представи на Евровизија. И пак ќе кажам, ако една манифестација ја гледа преку милион, ми се слуша на мене името Македонија, немам ја што да размислам, напротив, ќе направам се као држава да биле последни, влегле или не влегле у финале, се. Ирелевантно е тоа. Мора да те прашам за нешто. Долги години беше и си, предпоставам се уште, барем како автор, ако не е во органите на ЗАМП, не знам во моментов, ама мислам дека, а знам дека претходно беше, таму се случуваат чудни процеси, некои чудни ситуации. Прилично тоа е сето извикано и медиумски и гледам... И обелоденето. И обелоденето. Човек, имаме еден човек, или два тројца, кои се врзуваат со радијата
И одат Не функционира системот. Не функционира системот. Дали направија дигитален систем кој е врзан со радиостаниците, а бележи секоја песна или тоа ништо од тоа? Да се разбереме, и по број на хитови, и по број на композиции, ја требаше најбогатиот човек да бидам одржава. Меѓу композитори. Да, а имаш некој кој никаде не се појавил, не сакам да именувам, не можда не е коректно, не е тука. Кој зема и некој кој земаат со 5 песми ги пишуваат и татко им, и мајка им дека е композитор, и сестрата и сето тоа и добиваат милионски суми. Како би го Како би го решил? Има ли начин? Има многу добар начин. Ама пак се сведува на следното. Тој што треба да го направи тоа, заштитата се уште во светот. Овде сега ако се пушти овај кафичок, овде пушти музика твоја или моја или било чија, мора да евидентира. Мора на овие што свадби што прават, што се изведуваат наши песми и од мора. Добро, дадено има ги запишат, си ги пишуваат своите. Кој тоа контролира? Проблемот ли е у контролата? Апсолутно. У системот на државата кој треба да го ревидира. Апсолутно. Ево споредно. Една Словенија собира 10 милиони, кои сме приближно по население исто. 10 милиони евра, ние едва милиони куси. Зошто е тоа така? 10 пати поголем проблем. Или негде одат парите, течат, може одат негде на друго место. А не, едноставно не е регулирано, системот не работи како треба ли државата под своја капа да го стави замк или мора да остане независен, независна институција? Не сум размислувал, меѓутоа, кога бираш ти во органите на управување, ти мораш да имаш елементарни познавања од правото. Тамо седат луѓе кои едноставно професијата им е само музиката и не знаат од правни работи ништо. Јас сум бил и председател тамо, јас сум зборувал, сите ме слушаат и сите веројатно зборува што збори ова. Дали зам треба да задржи монопол или добро е да има паралелна институција? Негде во светот има и по две, и по повеќе. Или па ако некам ти да ме штитиш овој другиот. Како автор. Многу решава. Така? Решава да се дозволи уште една. Па да си бираат кој кај сака. Кој чи член да биде. Тоа е едно од решенијата според тебе. Едно од решение. Државата допред некое време и сега ги ја субвенционира естрадата колку може, ама допред некоја година даваше и експлицитно субвенции за песни. По мене системот не беше најсреќен заради тоа што унапред даваат пари, а отпосле песната се преа, не знаеш што ќе се направи за тие пари. Подобро било да се направат песни, веројатно, па да видиме кој е хит, нему да му се дадат парите, ама тоа е веќе аспект на гледање на нештата. Генерално сметаш ли дека државата треба да субвенционира музика или музиката треба да ја остане на пазарот? Ево која сакаш манифестација што ја финансира државата преку Министерство за култура. Партиципира и во Охридски трубадури, така ли? Така. Во системот во кој влегов, државата ја доживуваат сите институции као крава музара. Кој ќе наполни млеко? Не, јас сакам на крај на Охридско лето да излези директорот на Охридско лето и да каже: да, доби државата, мене ми даде толку пари. Сега го земам Охридско лето као пример. Дајте да видиме колку врати од влезници. Така е, отчет се вика тоа. Отчет да крај. Дај да ова. Ти денеска многу луѓе не ја разбираат работа. Ако најубавата жена на светот е во ова село, во Велестово,
Ако ја видат само селаните, што дека е најубав? Што Ако дека не е ја види цел свет, дека Ма не, ако не ја покажа, нека ќе си остане таму, само селаните пријут ќе биде најубава жена. Што сакам да ти кажам? Една манифестација толку голема колку луѓе ќе ја видат меѓу другото. Значи мора да има и очет. Зборуваме за Мора да има очи. влез излез. Јас од Input, секогаш output. зборам. Охрид, ако ти објавиш дека ти доаѓаат као што доаѓаат на Охридско лето врвни уметници и тоа е страшно добро. Али ти ако немаш стратегија да напишеш дека едно големо музичко име или изведувачко име ти доаѓа во Охрид, не објавиш во Белград на медиумите дека ќе гостува тој и тој. Фали маркетинг сакаш да кажеш? Маркетинг. Спојот мора да го има измеѓу маркетинг и ово. Јер тој ќе дојде, ево јас. Кај знам ја, нигде некој наш овде ќе напише дека доаѓа ова, помине и ништо од тоа. Тоа значи дека ќе повлече и странски туристи повеќе и Ќе гости. повлече голема категорија на врвни, не само и уметници, и новинари, и се И обични туристи сакаат да ги видат луѓето. И кога ќе прочиташ, да речеме тој во Атина, дека доаѓа едно име, ќе дојде овде. Да го види, да го чуе. Маркетингот ни е нула. И отчето. Значи Ти мене ми дал колку ќе ми даде ова. Ја морам да имам отчет. имаш ли отчет за Охридски трубадур? Све. Се може да се провери. Се може да се провери. При крај сме, сакам да те прашам уште. И мора да има критериуми. Добро. Критериуми. Се радувам. Давам тие пари, како ми се враќаат пари. Лесно е да даеш туги пари. Државата во многу ова дава, ама кој е фидбекот? Дава не зна каде да се Не, тоа е друго работа. Што имам ја од тоа што давам? Добро, Државата мора развој да- на културата, помагање, Да, како ама- се ка на уметноста, ама- на генерално на било која Ама уметност. пак се враќаме на следно. Сака кажеш дека некој бизнис прави од тоа, лично, приватно профитира, не знам, не те разбирам. Не. Ако јас донесам врвно име, сум му дал 100.000 или 50.000. Добро. Јас сакам да ги вратам парите. Така е. Прашањето е институцијата која го води тој проект, што прави за да ги врати парите и да заработи. Така. Као секој менеджер кој прави концерт гледа да заработи, Ама така се ли? системот во кој влеговме е тој. Така. 90% ја доживува државата крава музера. И државата, и после државата им е крива. Или влада, или не знам. Не. Неспособноста на Тие што ја водат институции. тој што ги ја води одредена институција. Тоа е тоа. Ево ја сега ќе ти поставам прашање. Ајде. Кажи ми една културна манифестација која е излезена од Македонија е превзела некоја телевизија. Ја фестивалот го почнувам со 5 минути културна туристичка репортажа за Охрид. Добро. И оди на повеќе телевизии регионални. Ево, Српски, хрватски, не знам, босански. која друга е? Ако се сетиш една, ја ќе ти речам утре денеска те носам на руче. Добро, а веројатно прашање на конекциите што ги има организаторот, на комуникацијата со или со други збори на способноста на организаторот. Види, ако јас овдека имам од цел Балкан пејачи. И што е најважно, никој од овие луѓе што ги гледаш, ево го и Дадо, и Ситет, и Срđan, ево ги тука се. Никој, јас не им плаќам ни ми да дојдат. Ја им давам само патни трошоци. Така, да, и А тие би смешташ ама чекај, ама фестивалот го добил своето реноме. И доваѓаат затоа што сакаат. Слушнале за еден престижен фестивал и сакаат да дојдат и да учествуваат, jer им е во интерес да ги гледаат, да бидат присутни тука. Те нема на овие други фест, добро, не има Како уште. нема? Победив сега на Бисер Јадрана, со Дадовица. Не зборувам за надвор, зборувам Македонија, на Макфест ќе да има ли? Ке ме има во ова. Добро е.
Маквес мора да разбере една работа. Не може фестивалот каде што јас имам со Ристо Самарџиев најголемите хитови. Не може без Ристо Самарџиев, не може без тие кои биле најнаградувани, имале најголеми хитови. Ја морам да имам респект према колега. Зашто го спомнав Кире, после Бог да му душа прости. Кире беше голем композитор. Не можеш тој што остави печат. Бевте ли конкуренција Копро вака? Види, тоа е природно. Конкурент, ние бевме другари. Али ако нема конкуренција, нема напредок. Јас Никогаш не сте дошле во спокојне, не сакам да зборуваме. Со ниједен човек беше на испит. Свати една работа. Тоа што го носиш ти не може да ти го земе никој. Ти само ја можам да го респектирам тоа и да се трудам ако да го достигнам твоето ниво. Во сите сфери на нашето живење е така. Зашто ја треба да видам да сега лајачки се однесувам према колегата? Зошто? Да рушиш некого со други збор. Нема, тоа е сулуда работа. Ти мораш да го респектираш тој човек кој направил, оставил позади себе нешто. На младиве луѓе, што допрва почињат или се млади композитори, имаш ли некоја, да речам, рецепт или порака или не знам, некоја памет да им даде што автокриѓани? Кој има најдобриот фолклор во светски рамки. Во фолклорот во корените лежи тајната? Не треба цитат да направиш, ти да направиш народна песма, али да го искористиш сите наши неправилни ритми, да искористиш, да понудиш нешто ново, кое ќе е добро и за уво, и од естетска, и од музичка гледна точка, и да го представи. Еве да те прашам, се прават бројни сега преработки на македонски песни и ваму таму? Тоа е ова што се прави, тоа е скрнјавење на фолклор. Зошто мислиш така? Тоа што ти, ако користиш од Васка или Илија, или не знам од кого, сега зборуваме на песма, ти, ево, на Калеш Бреанга кој отпееш, мораш, ако сакаш да ја преработиш, мора да ја даеш нов звук, нова димензија. Вака само, кога ќе направиш поредба, од она, да речеме, Виолета Томевска што пеала, или Сузе Спасовска, ја вземам скут, Сузе Спасовска. Сузе Спасовска, како те отпее, тоа е на едно високо... И Сузе е, да речеме, дел од тие преработки. Да, али тоа е направено мудро. Направено е естетски, музички, врхунски направено. Значи некој не се сакаш да ми кажеш. Многу не се. Многу не се. 32 години Охридски трубадори, сосема за крај, последно прашање. До кога? Доека те држи здравие. И дали би го остави фестивалот во наследство? Да, јас одма сега наградот би го дал. На општината или наградот? Одма наградот би го дал. Началникот имаше, вчера имавме интервју со градоначалникот Пецаков, имаше една интересна идеја, вели, морам да разговарам со Копров да некако сите сме живи луѓе, живи и здрави да бидеме долги години, ама некако достане кога ќе го нема и Копров, кога ќе ме нема и мене, вели достане наградов. Јавно викам, јас одма би го дал наградот фестивалот. Сте се виделе ли, сте правиле ли му веднага со оглед на тоа дека сте и покровител на некој начин? Со Пецаков сме пријатели, така да сум му го кажал тоа и на неговите... Што треба, меморандум да се препише? Не треба, само треба да се договориме, ја нема да пари да барам за тоа. Не знам ја. Ја ќе го оставам фестивалот, мора да има али сакам... У случај дека е Црвена Бела, утре не се јави некој наследник да рече, не е така моја. Ама не сакам да дојде некој тамо други да го сруши и да го нема за 2 години. Добро, тоа е едно од опасностите. Значи, ја би го водел. Ама, јас од Министерство за култура добивам 10.000 евра. Од градот добивам 1.200 евра. Се минорни пари да не речам. И сега, затоа и рекам... За две авионски карти. Ако немам од пријателите мои
пример, evo javno ti kažem, Trifun Kostovski me podržava, me podržava mene kao Koprov, kao druga. Kao prijatelj, da. Toj, gospodin od Kecman, isto. Ako nemam pečezu, nemam ja festival. I ona ja što dodava moj par. Ali сега se postavilo, ako ti je kontra prašaj ne možeš da mi postaviš. Pa što go praviš ako ti je teško? Pa ja vloživ 32 godine. Da, dobro. Ti baš si ovaj ostavio festival. Polovina život u festivalu. A to сега, kako сега da se otkažemo naravno? Znači, sve jedan zbog. Ja sakam da se što na državata i na makedonski narod mu nosi, prosto rečeno, najgolema afirmacija. Ke podržavam takve manifestacije. Dobro, evo ќе го додajeme и ќе завршиме. Треба ли нешто се менува во концептот? Последниве години има еден... Треба отчет. Директор, Не само финансискиот дел, зборам во овој содржинскиот. Без финансии не можеш ништо да направиш. Значи, прво колку пари, толку музика. Ама не може, све кошта. Све кошта. Значи, зборам поинаков концепт да биде Ама еве ти само картите на Оливер Манџич што му ги платиха нема да дојде, се 2000 евра. Баш као овде сместувањето. А ја од градот добивам 1200 евра. Тоа е тоа. Копров, ти благодарам за одвоеното време. Знам дека се обужви, мора да те ослободиме да бидеш со фестивалот и овите гости. Со тебе, види, ти си одличен соговорник, што прави прашања поставуваш. Да не се фалиме се. Не, види, немаме рад, ние сме пријатели долги години, со децени. Нема тоа, меѓутоа, овие зависи и кој ќе слуша. Јас секогаш би сакал да имам некој конструктивен соговорник и на овие години и ова временска дистанца, кој евентуално ќе чуjem некоја добра и да не се навредам. Акумулирано искуство се надевам дека не беа навредливи прашањата на прашањето е следно. Дали ја као човек имам капацитет, ако ти ми уочиш нешто кое мене не ми се не можеш и ти критички да имаш критички освор. Нема се. Сега од критика да се вади поука, а не навреда. Ето, а не навред, да не биде критизерство. Ако е критички ова, тоа е добро да чуеш, да имаш капацитет и да го спроведеш тоа. Тоа е тоа. Ти благодарам уште еднаш. Исто и тебе. Драги мои, се надевам дека бевме конструктивни, слушнавте многу работи што досега не сме ги слушнали, некои повторивме, дадовме некои идеи, некои мислења, критички осврти, ама како и да е, верувам дека бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание. Како и секогаш, никаде нема да слушате ништо слично како овде, о ништо лично. Мој денешен соговорник и гостин, мој и ваш, легендата на македонската музика, композитор, човек кој, рековме во најавата, направил повеќе од 1500-2000 песни, човек кој ја одвел Македонија надвор на фестивали, до награди и победи на Евровизија и уште многу нешта. 32 години Охридски трубадури, Охрид 200, ние од преубавиот македонски бисер ви велиме благодариме за уште едно издание, се гледаме наскоро за 7 дена. Бидете тука, бидете така и имајте убав ден и убав вечер.